Добар ден, почитувани, ве поздравувам од Занаетчискиот дом. Чест ми е да го најавам финалето на сообраќајниот квиз Биди безбеден, за кој Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Куманово во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и секторот за внатрешни работи Куманово, одсек за превенција во изминатиот период превзеде низа активности, почнувајќи од информирање на училиштата за учество на надпреварот, избор по пат на електронско тестирање за најдобри 3 ученици од секое училиште, кои ќе го представуваат училиштето на надпреварот. Të nderuar mirdita, jam e nderuar të shpall finalen e kuizit të trafikut bëhu i sigurt, për të cilën Këshilli Komunal për Sigurinë e Komunikacion Rrugor nga Kumanova, në bashkëpunim me Këshillin Republikës për Sigurinë e Trafikut Rrugor dhe Sektori për Punë të Brendshëm Kumanov, Departamenti i Parandalimit, në periudhën e kaluar ata ndërmorën një ser aktivitetesh, duke filluar me informim e shkollave për pjesëmarrjen në konkurs, zgjedhjen me anë të testimit elektronik të 3 nxënësave, më të mirë në secilë shkollë dhe të cilët do të përfaqësohen sot në konkurs. Меѓуучилишните надпревари се одржа во Општинското основно училиште Крсте Мисирков, каде се пријавија и учествуваа 18 училишта од општина Куманово, Липково и Стара Нагоричане, односно општините кои ги покрива Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Куманово. Garat ndërshkollore u mbajtën në shkollën fillore komunale Krste Misirkov, ku aplikuan dhe morën pjesë 18 shkolla nga komunët e Kumanovës, Likovës dhe Stara Nagoriçene. Do me thonë, komunat e mbuluara nga Këshilli Komunal për Siguritë të Trafikut Rrugor nga Kumanova. Во меѓуучилишниот надпревар со електронско решавање на тестови, најдобри резултати постигнаа екипите кои денес ќе се надпреваруваат и официјално за прво, второ и трето место на квизот Биди безбеден. Тоа се екипите на општинските основни училишта Браќа Миладиновци, Наим Фрашери и Коча Рацин. Në garën ndërshkollor me zgjidhjen elektronike të prarave, rezultatet më të mirëta arritën nga ekipët që do të garojnë sot zyrtarisht për vendin e parë, vendin e dytë dhe vendin e tretë në kuizin bëhu i sigurt. Këto janë ekipët e shkollave fillore Braќa Miladinovci, Naim Frasheri dhe Koça Racin. Сега ќе им отстапиме простор на учениците да се представат, кажете го вашето име и презиме. U kërkoj grupave të prezantohen. Матео Митевски, Стефан Станковски, Драган Петрушевски, Куртиш Муртези, Ритан Исмаили, Альмер Муртези, Горас Тимчевски, Илина Арсовска, Сара Аго. Ви благодариме. Денешното финале се состои од 3 групи на прашања. Првата група се сообраќајни знаци, по 5 прашања ќе добие секоја екипа, а за секој точен одговор ќе добијат по 7 поени. Втората група се текстуални прашања за општо познавање на правилата и прописите. За секоја екипа имаме спремно 10 прашања, а за секој одговор, кој што ќе биде точен, ќе добијат по 5 поени. И третата група се раскрсници за кој одговор ќе се добие по пат на прв пријавен да даде одговор. Секој точен одговор носи 5 поени, а за неточен ќе се одземаат 3 поени. Faleminderit të gjithëve për prezantimin. Finalja e sotme përbëhet nga 3 grupa pyetjesh. Grupi i parë janë shenjat komunikacionit, secili ekip do të merr ka 5 pyetje dhe për secilën përgjigje të saktë ato do të marrin nga 7 pika. Grupi i dytë janë tekst pyetje për njohuri të përgjithshëm për të rregullave dhe rregullorëve. Për secili ekip i kemi 10 pyetje, do me thonë secili përgjigja e saktë do të fitojnë nga 5 pika. Dhe grupi tretë janë rrugkryqët, për të cilët do të merrni një përgjigje me anë të kërkuar të parë për të dhënë përgjigje. I keni këto para jush, të presni për një përgjigje të saktë. Secila përgjigje e saktë do t'ja sjell 5 pika dhe përgjigje pa saktë 3 pika do të zbatoni më pak. Да ја представиме и комисијата која ќе го надгледува регуларноста и ќе ги пребројува поените, а на крајот ќе ги додели и наградите на екипите и на најдобрите поединци во меѓуучилишниот надпревар од секоја општина. Во оваа прилика би ги представила учениците кои беа индивидуално најдобри.
Тоа е Никола Серафимовиќ од општина Старо Нагоричане, од Основното училиште Светозар Марковиќ. Најдобар ученик од општина Липково е Рига Ибрахими од Основното училиште 7 март и од општина Куманово најдобар ученик е Анастасија Левковска од Основното училиште Христијан Карпош. Лета парaqesmi edhe komisionin që të monitorojnë rregullsinë dhe të numerojnë pikët. Dhe natyrisht në fund ato do të japët çmimet ekipave, por edhe individëve më të mirë në garën ndërshkollore nga secila komunë. Ato të jep pjesëmarrësje janë Nikola Serafimovski nga komuna Staro Nagoričane, edhe shkolla Svetozar Marković. Nga komuna e Likovës është Riga Ibrahimi, nga shkolla 7 Mars dhe nga Kumanova është nxënësi Anastasija Levkovska nga shkolla fillore Християн Карпош. Сега стигнавме до жири комисијата која е составена од 3 члена. Председател е Виолета Богдановска, а останатите членови се Африм Емини и Бојан Петковски. Juria përbëhet nga 3 antar. Presidenti është Violeta Bogdanovska dhe të tjerët antar janë Afrim Emini dhe Bojan Petkovski. Сега би ја прашале жири комисијата дали е се подготвено да може да започнеме со првиот круг на прашања. Имаме потврден одговор. Ако може микрофонот да го вратиме на групата А, затоа што таа прва ќе одговара. Почнуваме со првата група прашања, кои што се сообраќајни знаци и секој точен одговор носи по 7 поени. Првото прашање за првата група. Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив. Ќе им оставиме простор на учениците да се договорат, а потоа да ни одговорат на микрофонот. Може. Првиот знак е под број 2, Понатаму. вториот знак под број 6, третиот знак под број 4 и четвртиот знак под број 5. Да провериме дали е точна. Дали имаме таква опција во моментов? За сега ова е прв точен одговор за вас. Одиме со второто прашање за првата група. Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува. Може. Овој знак представува далеченост од знакот до раскршницата која возачот дава предност на сите возила што се движат на патот на кој тој не идува. Да видиме дали е точен овој одговор. Точен одговор. Трето прашање за првата група. Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност? Вториот знак. Работа на патот. Точен одговор. Одиме со предпоследното прашање за првата група. Сообраќајниот знак за опасност прикажа на сликата во комбинација со дополнителната табла означува. Двојна кривина или повеќе кривини едно по друго, од кој првата е налево, на оддалеченост од 1000 метри од поставениот знак. Да провериме. Уште еден точен одговор за вас. Стигнавме до последното прашање за првата група. Сообраќајниот знак прикажа на сликата со 3 црвени коси линии се поставува. Се поставува на 240 метри пред преминот на патот преку железничка пруга. Да видиме. Ова се 5 точни одговори за вас до сега. Одиме со втората група. Grupi ditë është shkolla fillore na Infrasheri. Fillojmë me pyetjen e parë. Nga kartoni, nën shenjat e komunikacionit shënoj numrin për përgjigjes me sakt. Keni kohë për të marrë një përgjigje? Shenja e parë është numri 1, pajisje dimërore, zinxhir për dëbor. Shenja e dytë është numër 4, rrugë pa dalje.
Shenja e tretë është numër 5, ndalim kthimi djathtas, dhe shenja e katërt është numër 6, kryqja e drejtë. Okej, ta shikomi a janë përgjigjet të sakta. Okej, keni këtu? I keni sakta? Përgjigjet? Kalojmë te pyetja e dytë. Sipas shenjave të vendosura të komunikacionit të treguara në fotografi, shoferi i automjetit është i obliguar të ndalet para vijës stop dhe të vazhdoj kohën e gjatë, nuk është i obliguar të ndalë para vijës stop, sepse nuk ka këmbësore në vend kalim, patjetër duhet të ndalet para vijës stop vetëm nëse në rrugën në të cilën kyçet qarkullon automjete. Tjetër pyetje. Në falni, pyetja e dytë, tabela plotësuese e vendosur në shenjën e komunikacionit tregon? Është e A mujtesh me lexua, duhet t'i lexoj unë. vend ku parkimi është i dedikuar vetëm për persona me aftësi të kufizuara. Dobro, važi. Slикujte. Договорено. Да се вратиме од претходните прашања за групата Б. Тоа е шестото прашање. Прашањето беше во полето под сообраќајниот знак да се впише бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив. Точните одговори според сликите кои што беа поставени по редослед се 3, 5, 6, 4. Продолжуваме со седмото прашање. Tabela plotësuese e vendosur në nënshenjët e komunikacionit tregon vend ku parkimi është i dedikuar për të gjithë mjetët, vend kur parkimi është i dedikuar vetëm për persona me aftësi të kufizuara, i vend ku parkimi është me kohë të kufizuar. Да го прочитаме и на македонски седмото прашање за втората група. Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува. Kjo pyetje është e dyta, vend ku parkimi është i dedikuar vetëm për persona me aftësi të kufizuara. Okej, ta shikojmë edhe përgjigjen a është e saktë? Po. Точниот одговор е место на кое паркирањето е наменето само за инвалидизирани лица. Pyetja e tretë. Sipas shenjave të vendosura të komunikacionit të treguara në fotografi, shoferi i automjetit është i obliguar të ndalet para vijës stop dhe të vazhdojë në kohën e gjatë. Nuk është i obliguar të ndalet para vijës stop sepse nuk ka këmbësor në vend kalim. Patjetër duhet të ndalet para vijës stop vetëm nëse në rrugën në të cilën kryqet qarkullon automjete. Është e para, është i obliguar të ndalet para vijës stop dhe të vazhdojë në kohën e gjatë. Прашањето беше според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата возачот на возилото. Дали го кажа тоа? Да, групата го даде одговорот под 1. Тоа е точниот одговор. Фалимендирите за тврдиња. Точниот одговор е должен е да запре пред стоп линијата и да продолжи во насока десно. Pyetja e 4. Shenja e komunikacionit për rrezik si në fotografi paralajmërojnë shoferët se hasin në kthese të rrezikshme në të gjatë, kthese të rrezikshme në të majt, rrugë të rrethkyqeshme. Прашањето е на овој дел од патот забраната за пристигнување на сите возила на моторен погон за возачите започнува да се применува. Pyetja këto është e dyta, kthesë rrezikshme në të majtë. Okej, ta shikojmë a është përgjigja e saktë? Po. Точниот одговор го даде групата Б, а тоа е од местото на поставениот сообраќајен знак. Pyetja e 5. Tabela plotësuese vendosur në nënshenjët e komunikacionit tregon koha në të cilën ndalohet parkimi, koha në të cilën ndalohet parkimi dhe ndalimi në anën e rrugës ku është vendosur shenja e komunikacionit, koha në të cilën lehohet parkimi në anën ku është vendosur shenja e komunikacionit.
Прашањето е на овој дел од патот забраната за пристигнување на сите возила на моторен погон за возачите започнува да се применува. Kjo pyetje është e dyta, koha në të cilën ndalohet parkimi dhe ndalimi në anën e rrugës ku është vendosur shenja e komunikacionit. Прашањето всушност беше дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува време во кое е забрането за пирање и паркирање од страна на патот каде е поставен сообраќајниот знак. Мислам дека досега и двете групи имаат по 5 точни одговори, стигнавме до третата група која што ќе одговара. Може да го пружиме микрофонот на третата група? Во ред. Во ред. Првото прашање за третата група. Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност? Вториот знак припаѓа на групата знаци за опасност. Имаме точен одговор. E kemi përgjigjen e saktë. Одиме со второто прашање. Сообраќајниот знак прикажа на сликата во комбинација со дополнителната табла ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат на лизгав коловоз за време на дожд и снег, на дел од патот со неутврдена банкина за време на дожд и снег, на колона запрени возила за време на дожд и снег. На лизгав коловоз за време на дожд и снег. Имаме точен одговор. Kemi një përgjigje të saktë. Следно прашање за третата група. Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив. Првиот знак е под број 1, вкрстосување со кружен тек на сообраќајот. Вториот знак е под број 2, забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина. Третиот знак е под број 4, проширување за принудно запирање на возилата. И последниот знак е под број 6, означува кружен тек на сообраќајот. Да видиме дали имаме точен одговор. 1, 2, 4, 6. Жири комисијата ќе одлучи на крај дали е ова точно, бидејќи не се сеќавам во моментов. Përgjigjet Точно janë të odgovore. sakta, shenja e parë është numri 1, shenja e dytë numri 2, shenja e tretë numri 4 dhe shenja e katërt numri 6. Супер. Одиме со следното прашање за третата група. Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува. Оддалеченост од поставениот сообраќајен знак и местото каде започнува опасната надолнина. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. И последното прашање од овој прв круг за третата група. Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност? Вториот знак припаѓа на групата знаци за опасност. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Стигнавме до вториот круг. Микрофонот ќе го вратиме на првата група. Овие прашања ќе бидат по 10 за секоја група и ќе носат по 5 поени. Tani kemi arritur raundin e dytë për përgjigjeve dhe grupi parë do të fillon me pyetjet të para. Одиме со првото прашање за првата група. Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник, како на сликата, означува. Означува задолжително запирање за сите учесници во сообраќајот. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Следното прашање. Возач кој на пат ќе најде на возило на полицијата, како на сликата, кој обезбедува минување на едно возило или колона возила. Должен е. Да обрне внимание да ги пропушти возилата кои им се обезбедува минување, а по потреба и да го запре своето возило.
Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Втор круг, трето прашање за првата група. На јавен пат со коловоз за сообраќај во две насоки со 3 сообраќајни ленти, како на сликата, возачите не смеат да се движат. Не смеат да се движат по сообраќајната лента што се наоѓа покрај левиот рап на коловозот во правецот на движење. Мислам дека имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Të gjithë që janë pranishëm, mbajni maskët. Продолжуваме со четвртото прашање за првата група. Според ситуацијата прикажана на сликата при разминување, должни сте да го пропуштите возилото од спротивната насока, имате првенство на минување во однос на возилото од спротивната насока или разминувањето ќе го извршите со меѓусебен договор. Имате првенство на минување во однос на возилото од спротивната насока. Имаме точен одговор. Имаме мала забелешка од првата група дека не доволно и добро им се гледаат знаците. Ако погледнете на другата страна, може би сликата ќе ви биде појасна. Можете да погледнете и на другата страна, сликата мислам дека подобро се гледа, ако може да се снајдеме така. Одиме со следното прашање. Контрола и регулација на сообраќајот на патиштата врши Министерството за внатрешни работи. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл, кој се вклучува во сообраќај од двор или гаража, должен е Да го турка возилото. да видиме. Имаме точен одговор. Pyetja është e saktë. Катадиоптери во форма на рамностран триаголник смеат да се вградуваат само на Приклучни возила. точен одговор. Përgjigja është e saktë. Осмо прашање за првата група. Патнички автомобил, не сметајќи го седиштето на возачот, има најмногу 4 седишта, 5 седишта или 8 седишта. 8 седишта. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Девето прашање за вас. За возилата под придружба, одредбите од Законот за ограничување на брзината се применуваат, не се применуваат или се применуваат само ако се движат во населено место? Не се пременуваат. Имаме точен одговор. Përgjigja është e saktë. Последно прашање за првата група од овој втор круг. Лице кое ќе застане, односно лице кое ќе затекне или ќе најде на сообраќајна незгода која има повредени лица, има обврска. Да им укаже помош на повредените лица. Точен одговор за вас. Pyetja e saktë. Vazhdojmë me grupin e dytë. Nëse qarkulloni në kolon të automjeteve në komunikacion, është e nevojshme. Ta përshtatni shpejtësinë e lëvizjes sipas intensitetit të komunikacionit. Okej, a është përgjigja e saktë? Po, përgjigja është e saktë. Точен одговор. Pyetja e dytë, roli i familjes në zhvillimin e vetëdijes së komunikacionit të shoferit. Ka ndikim të madh dhe pozitiv. Okej. Përgjigja është e saktë, imаме точен odgovor. Pyetja e tretë,
Sipas pozitës së trupit dhe durtve të policit, zyrtarisht të uniformuar, si në fotografi, ndalohet kalimi për Është i lejuar kalimi i automjeteve që vinë nga kohjet anësore. Po, përgjigja është e saktë, imam ushtetën точен odgovor. Pyetja e 4. Sipas situatës së paraqitur në fotografi, vetura në mënyrë të rregullt kyçet në komunikacion nëse lëviz Në cilën do kohje. Shikojmë. Përgjigja është e saktë, imam ushtetën точен odgovor. Pyetja e 5. Këmbësori është i obliguar gjatë kalimit të rrugës automobilistike të lëvizje nëpër vendkalimin e shenuar për këmbësor, përveç nëse vendkalimi nga ai është në largësi. Në largësi më shumë se 100 metra. Shikojmë. Përgjigja është e saktë, imam ushtetën точен odgovor. Pyetja e 6. Sipas situatës së treguar në fotografi, shoferi i automjetit në numër 1 në këtë pjesë të rrugës është Nuk guxon të ndaloj as të parkoj. Okej, shikojmë. Përgjigja është e saktë, ushtetën точен odgovor. Pyetja e 7. Shoferët e automjeteve që vinë nga kahjet e kundërta dhe kthejnë në të majt, si në fotografi, përballkalimi do të kryen Nga ana e djathtë të tyre. Përgjigja është e saktë, ushtetën точен odgovor. Pyetja 8. Automjeti i paraqitur në fotografi kyçet në rrugën anësore. Në cilën mënyrë? Në mënyrë jo të rregullt, sepse po kyçet në rrugë të ndaluar për komunikacion në të dyja kohjet. Përgjigja është e saktë, ushtetën точен odgovor. Pyetja 9. Patentët shoferi i jep Ministria e Punëve të Brendshme. Pyetja e saktë, точен odgovor. Dhe pyetja e fundit, distanca ndërmjet automjetit, tërheqës dhe atë që tërheqet, nëse tërheqet më lirë është Prej 3 deri në 5 metra. Përgjigja është e saktë. Faleminderit grupi 2. Tani po kalojmë tek grupi i 3. Им благодариме на втората група, продолжуваме со третата група. Ова е вториот круг на прашања, кои што носат по 5 поени. Слободно може да ги охрабриме нашите учесници со аплауз. Првото прашање за вас гласи: кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот? Лице кое посjedува возачка дозвола за категоријата на возилото кое го управува. Имаме точен одговор. Përgjigja e saktë. Следното прашање. Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија Б има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категории F, G и M. Имаме точен одговор. Përgjigja e saktë. Пешачки остров е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со Број 1.
Имаме точен одговор. Предвидя е сакт. Пешаците прикажани на сликата го минуваат коловозот. Непрописно. Точен одговор. Предвидя е сакт. Доколку имате проблеми вие како група таа, слободно можете да гледате на сликите на таа страна, доколку ви е попрегледно. Следното прашање за вас е според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило број 1. Не смеа да го пристигнува возилото пред него. Точен одговор. Предвидя е сакт. Според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило. Должен е да му овозможи вклучување во сообраќај на возилото на јавен градски превоз. Имаме точен одговор. Предвидя е сакт. Моторните возила кога учествуваат во сообраќај на пат надвор од населено место, треба да поседуваат пропишана зимска опрема во период од 15 ноември до 15 март. Имаме точен одговор. Тоа значи дека се уште важи правилото за носење на зимска опрема. Уште едно прашање за третата група. При движење со патничко моторно возило, доколку не идете на водена површина на патот, а во близина има тротоар по кој се движат пешаци, треба Да ја намалите брзината, да ја одбегнете водената површина. точен одговор. Предвидя е сакт. Следно прашање за вас. На делница од пат на кој постојат ударни дупки, потребно е Да ја намалите брзината на движење според условите на патот. Вториот одговор. точен одговор. Предвидя е сакт. Одиме со прашање повторно за вас. Возилата прикажани на сликата се движат. Прописно, бидејќи доаѓаат од насока во која им е дозволено движењето. Имаме точен одговор и тука го завршуваме првиот, односно вториот круг прашања. Секако да ги охрабриме нашите учесници со аплауз. Мислам дека одиме со третиот круг. Со Црвениот крст, така е. Со нас овде се волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст, кои ќе ни ги покажат нивните вештини за правилно укажување на прва помош, бидејќи истото е задолжително да го знае секој возач. Инаку, според новиот закон кој е на сила, идните возачи се обучуваат да полагаат за прва помош во просториите на Црвениот крст. Следните минути ќе им ги отстапиме на нив. Këtu janë edhe vullnetarët e organizatës komunale të Kryqit Kuq, të cilët do të tregojnë aftësi e tyre për ndihmën e duhur të shpejtë, sepse është i detyrueshme për çdo shofer të dinë. Minutat e ardhshme do të lejmë atyre. Добар ден на сите. Сега ќе ви покажеме како се прави приврска, односно како се санираат затворена скршеница на подлактица и повреда со страно тело. Започнуваме со тоа што го обезбедуваме теренот заради наша безбедност. Ставаме ПВЦ ракавици, поради доколку се наоѓаме во пандемија, задолжително е носење на маски и на луѓето кои помагаат и на повредените. Кај затворената скршеница потребно е раката да се држи за 2 соседни зглоба. Доколку повредениот е свесен, може да ви помогне. Ставаме стерилна газа и правиме преврска со стерилен завој. Кај
кај повредениот со страно тело ставаме 2 стерилни гази од страните на страното тело и врз страното тело ставаме геврече. Доколку за страното тело немате геврече, можете да ставите уште 2 стерилни гази. Правите приврска со стерилен завој. Потребно е да ги покриете газите заради нивна заштита и превенирање од инфицирање на повредата. Откако ќе ја направите преврската, прво ќе направите бодичек за проверка на други повреди по телото. Откако ќе го направите бодичекот, потребно е да се направи имобилизација на повредената рака. Имобилизацијата се прави со 2 триаголни марами. Скршениците на подлактица се стават при имобилизација раката се става под агол од 90 степени, а кај страното тело раката се става под агол од 45 степени. Откако ќе ја врзете раката со триаголна марама, прстите треба да ви останат слободни за да гледате дали ќе помодруваат. Доколку почнат да ја менуваат бојата, треба да ја олабавите преврската. Откако ќе ја направите имобилизацијата, го заштитувате повредениот од временски услови, во зависност од тоа дали е топло или ладно. Претходно ви известена брзата помош и ги чекате да пристигнат. Дали е тоа се од Црвениот крст? Не имаме уште. Имате уште една презентација, уште 2. Во ред. Сега ќе ви покажеме како се прави приврска, односно санација на обилно крварење на надлактица. За ова повреда да се санира потребни ви се најмалку двајца, од кои едниот ја подкрива раката на повредениот и ја става на неговото рамо и прави дигитална компресија со двата палца под пазувата. Се става стерилна газа директно врз повредата и се прави приврска со
стерилен завој. Откако ќе направите еден круг со стерилниот завој, потребно е да ставите компресивен завој. Доколку немате компресивни завои, можете да ставите мобилен телефон, далечински управувач во зависност од тоа каде се наоѓате и какви ви се условите. Може да биде даска, било што ќе притиска директно врз повредата. Доколку со еден компресивен завој крварењето не е сопрено, ставаме уште еден компресивен завој. Преврската кај обилни крварења оди до 3 компресивни завои. Доколку крварењето не е запрено со 3 компресивни завои, преврската се трга врз газата, се става уште една газа и повторно се започнува со компресивни завои. Откако ќе го запрете крварењето, потребно е да направите имобилизација на раката. Раката се става под агол од 45 степени и мобилизацијата се прави со 2 триаголни марами. Доколку повредениот почне да ви запаѓа во шок од обилно крварење, од многу болка можете да го поставите во полуседната или во лежечка положба. На повредените никогаш не им се дава да јадат и да пијат. Доколку имаат потреба да им се ублажи жетта со стерилна газа, ќе му ја натопите само устата. Нозете ги свиткувате во колениците и чекате да пристигне брзата помош. Сега Црвениот крст ќе се припреми за третата презентација. Сега ќе ви покажеме како се прави реанимација на лице во без сознание, без витални знаци. Откако ќе му придете на повредениот, потребно е да предизвикате било каква реакција кај него. Доколку не реагира на звук, го протресувате силно за рамениците. Доколку не реагира на допир, го штипете по рацете за да му предизвикате болка. Доколку и на тоа не реагира, проверувате дали дише и има пулс. Го правите гледај, слушај, чувствувај 10 секунди. Со тоа гледате дали неговиот граден кош се подкрева. Доколку нема подкревање на градниот кош, потребно е да се јавите на 194 да ги известите кои сте вие, каде се наоѓате и каков повреден имате и што ќе започнете да правите. Рацете ги поставувате една врз друга
исправени ви се во лактите, не треба да дозволите лактите да ви се свиткуваат кога ќе ги правите компресиите. Започнувате со 30 градни компресии, можете да ги правите 2 пати по 15 или одеднаш од 30, во зависност од тоа како ви одговара на вас. Градните компресии ги правите се додека пациентот не ви оживее, не пристигне доктор со брза помош и не ви каже да престанете. Во време на пандемија исклучени се двете вдишувања на воздух кај повредениот заради заштита од коронавирусот или од други болести. Откако ќе го оживеете повредениот, потребно е да го ставите во странична положба. Започнувате така што раката од вашата страна ја ставате под агол од 90 степени. Оддалечената рака ја ставате под неговиот образ, оддалечената нога ја свиткувате во колено и повредениот го вртите кон вас. Ногата му ја свиткувате под агол од 90 степени, а другата му е исправена. Главата му ја подкривате, проверувате витални знаци и го заштитувате од временски услови. Ви благодарам. Ви благодариме што сте секогаш тука за нас први да ни пружите помош и да ни помогнете. Ние сега ќе продолжиме со третиот круг на прашања. Faleminderit që jeni gjithë një këtu për ne, që jeni të parët që në ndihmoni. Tani na do të vazhdojmë me raundin e tretë të quizit. Во овој трет круг имаме подготвено 10 прашања. Ќе одговарате со тоа што тој прв што ќе се пријави, прв ќе одговара, меѓутоа првин ќе ни дозволите да го прочитаме прашањето на македонски, па на албански и дури тогаш ќе можете да се пријавите, а жири комисијата ќе биде таа која што повеќе има прегледност кон вас, да ни каже која група прва се пријавила. Për raundin e tretë do të përgjigjeni ashtu që duhet të njëherë do t'i lexojmë pyetjet shqip edhe maqedonisht. Pastaj keni 20 minuta dhe duhet të prisni një shenjë prej komisionit dhe pastaj duni mi përdor tasterët për me marr fjalën për ta dhënë përgjigjen për 1 sekond. 20 sekundan, falni. Така е, да кажеме само да ги пробаме тастерите дали работат и само А тастер, групата Б го употребува само Б тастерот, а третата група го употребува само третиот тастер, така е. И само за подсетување, не спомнав, имате 20 секунди за да дадете ваш одговор. Keni 20 sekunda për me dhonë përgjigjen dhe i keni 10 pyetje. Secili grup përgjigjet ashtu që grupi i parë është tasterin e parë, shenjën A, grupi i dytë shenjën dytë, B, dhe grupi i tretë ka shenjën V. Така е, точниот одговор носи 5 поени, а доколку имаме неточен одговор, добиваме минус 3 поени. И имаме право да одговараме само еднаш на едно прашање. Доколку некоја група не одговори точно на прашањето, втората пријавена група после неја или трета нема право да одговара на истото прашање. Pyetja e saktë ka 5. 5 li beshe prava se spodobjen. Pyetja e saktë i keni 5 pika dhe pyetja pa saktë zvogloni 3 pika që i keni marrë deri tani dhe mundni më përgjigj vetëm një herë, nëse nuk përgjigjni saktë, grupet e tjera nuk kanë mundësi të përgjigjen edhe ato. Ќе бараме потврда и од жирито, дали може да започнеме? Групата има прашање што доколку се пријават две групи во исто време. Веројатно нема да има такво нешто, ќе имаме надгледување, имаме и камери кои што се вклучени, кои што точно ќе ни кажат која група прва се пријавила. Започнуваме со првото прашање. Според начинот на регулирање
Të parin herë lexojmë pyetjen edhe shqip edhe maqedonisht, pastaj I keni 20 sekunda të gjithë grupët, ta presni, ju e keni shkruajnë në B, tasterin B, duheni ta presni për me thonë përgjigjen. I keni vetëm 20 sekunda ta presni. Grupi I parë që e pres tasterin, ai ka fjalën për ta përgjigj pyetjen. Прашањата во исто време ќе бидат прикажани на македонски и на албански на проекторите, така што додека ние ги читаме прашањата, вие можете и самите да ги прочитате и кога ќе завршиме ние, дури тогаш се пријавуваме за прв кој што ќе се пријави да даде одговор. Дали Pyetja gjithashtu I keni edhe në projektor, mundni edhe me lexu, ndërsa na imi tu I lexu edhe shqip edhe maqedonisht. бараме потврда повторно од жирито, дали може да започнеме? Ku si të fillojmë? Да ги прикажеме првите прашања на проекторите, да ги прочитаме. Според начинот на регулирање и правилата за првенство на менување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редослед на нивно менување. Sipas rregullave për përparësi të kalimit në udhkryq, në katrorët e dhënë shenoni numrat e automjetave sipas radhës të kallimit të tyre. Përgjigjet plotësohen në formën për shembull 1 2 3, 3 2 4. Момент. Се може да започнеме со броењето на секундите. 3, 2, 1. Екипа Б е првата која што е пријавена. Ekipa B, mujtni me dhonë përgjigjen? Može li mikrofon? Përparësi kalimi ka automjeti I ndihmës së shpejtë, treshi, pastaj numri 2 dhe 1. Okej, shikojmë a është e sakt. Po, 2, 3, 1. Faleminderit, stoqen odgovorët. Edhe një herë, kur I mbarojmë leximit të pyetjeve, na do t'ju japim një shenjë, thojmë 1, 2, 3, kur mujtni me pres tasterët. Znači, mi kad ќе ги прочитamo прашање, ќе ви кажеме 1, 2, 3, kad ќе може да гласате, пошто да знаемо сви у исто време дека ќе гласате. Ќе стиснете на тастер. Одиме со второто прашање. Според начинот на регулирање и правилата за првенство на менување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивното менување. Sipas rregullave për përparësi të kalimit të udhkryq, në katrorët e dhënë shenoni numrat e automjeteve sipas radhës së kalimit të tyre. Времето тече. 3, 2, 2, 1. Grupi A, grupa A. 2, 3, 1. Vidime da li je točno. Odgovorot je točen, përgjigja është sakt. Одиме со следното прашање. Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас, Sipas situatës së paraqitur në fotografi në semafor është e kryqur drita e dhertë, vezulluese. Unë A ju duhet edhe njerë të lexoj shqip? Ta lexoj edhe një herë shqip. Ju shikoni fotografin, okay? Sipas situatës së paraqitur në fotografi, në semafor është e kryqur drita e verdhë vëllëzuese. Unë, çka do të bëni ju? Pritni. 1, 2, 3. Само момент, тимот, третиот тим прв се пријави за одговор, да го пуштиме микрофонот на третата група, за да може да ни даде одговор. Треба да го пропуштиме возилото само со број 1.
Прашањето го имаме. Следното прашање, ако може да го прикажеме на проекторот. Првин ќе го прочитаме на албански јазик. Ќе ги замолам сите учесници за внимание. Слушајте, гледајте на сликата. Да прочитаме за да имаме сите Shikoni регуларно. fotografin, do ta lexoj shqip. Sipas rregullave për përkatësi të kalimit udhkryqën e treguar në këtë fotografi unë. Sipas rregullave për përparësi të kalimit udhkryqën e treguar në fotografi unë. Според начинот на регулирање на сообраќајот на крсницата како на сликата, јас. Почнуваме со гласање 3, 2, Тимота, да го пуштиме микрофонот до Тимота. Треба да го пропуштам возилото со број 1, а истовремено ќе поминам со возилото број 2 и 3. Имаме точен одговор за првата група. Përgjigja është sakt. Odime na naredното prashanje. Do të lexoj shqip edhe do t'i lexoj edhe përgjigjet se nuk shikojni mirë, okay? Vetyra nga pozicioni A deri pozicioni B që qarkullon ndërpër tërmjetin e ardhshme. Përgjigja e parë keni 1, 2, 6, 8. Përgjigja e dytë është 1, 2, 1, 3, 5, 8 dhe përgjigja e tretë 1, 4, 7, 8. Не исто, кое бе? Што се измешани? Правила за првенство на минување. Ма беше овој бе? Ова беше. Ама ова беше. Не е било. Океј, нфални. Сипас регулave për përkatësitë të kalimit udhkryqjen e treguar në fotografi unë. Përgjigja e parë keni. I pari do të kaloj në udhkryqjen. Përgjigja e dytë duhet të lëshoj automjetin me numër 2 dhe përgjigja e tretë duhet të lëshoj automjetin me numër 1. Прашањето е според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажано на сликата. Јас прв ќе поминам на крстосницата, треба да го пропуштам возилото со број 2 или треба да го пропуштам возилото со број 1. Почнуваме со гласање на 3, 2, 1. Тим Б. Grupi B. Përgjigja është e treta. Treba da to Пропуштам возилото со број 1. 1. Одговорот по број 3. Тоа е точен одговор, përgjigja е сакт. Përgjigja Ајде страно. Добро. Следното прашање гласи вака. Патничкото возило од позиција А до позиција Б ќе се движи по следната патека. Vetura nga pozicioni A deri te pozicioni B do të qarkullojnë në përdërmjetin e ardhshme. Përgjigjet janë 1, 2, 6, 8, përgjigja e dytë 1, 2, 3, 5 dhe përgjigja e tretë 1, 4, 7, 8. Гласање на 3, 2, 1. Apet në. Po në. 1, 4, 7, 8. 1, 4, 7, 8. Përgjigja e sakt, точен odgovor. Имаме уште прашања. Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас ќе поминам пред комби возилото, треба да го пропуштам комби возилото или морам да запрам бидејќи сум на спореден пат. Sipas mënyrës së rregullimit të komunikacionit në udhkryq, si në fotografi, unë do ta kaloj para automjetit kombi, do të lëshoj automjetin kombi, patjetër duhet të ndalem për shkak se jam në rrugë dytësor. Би требало да почнеме со гласање, ќе ве замолам сите да почекате да избројам до 1 или до 3, во зависно тоа по кој редослед ќе почнам, па дури тогаш сите да се пријавите. 3, 2, 1. Не, од почеток. На 3, 2, 1. Уште еднош, ова беше второто, беше објаснување. Ќе ве замолам сите за внимание, ќе ја замолам жири комисијата да ги прати учесниците и ќе почнеме со гласање. 3, 2, 1. Тим Б. Групата
3 ќе одговара. Ќе поминам пред комби возилата. Океј, што имаш сакт? По, предвиѓаше сакт, точен одговор. Наредно прашање. Прочитај ти. Si pas rregullave për përparësitë e kalimit të kryq, në katrorën e dhënë shënoni numrat e automjeteve sipas radhës së kalimit të tyre. Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување. Може да почнеме со гласање на 3, 2, 1. Тим А има право да одговара. Микрофонот ќе стигне сега до нив и да видиме каков одговор ќе ни дадат. Тоа е 2-1-3. Точен одговор. Предвиѓаше сакт. Океј, немите pyetja 9 до 9 прашање. Vetyra nga pozicioni A deri te pozicioni B do të qarkullojnë në përdërmjetin e ardhshme. Përgjigja e parë është 1-3-5-7, përgjigja e dytë 1-2-4-7 dhe përgjigja e tretë 1-3-6-7. Прашањето гласи: патничкото возило од позицијата А до позицијата Б ќе се движи по следната патека: 1-3-5-7, 1-2-4-7 или 1-3-6-7. Почнуваме со гласање на 3, 2, 1. Уште еднаш ќе имаме гласање, затоа што сите се вклучивте во исто време. Спремете се. 3, 2, 1. Edhe një herë. Уште еднаш. Тимота, во ред се извинуваме. 1-3-5-7. Точен одговор. Pyetja sakt. И последното прашање, pyetja e fundit. Vetura nga pozicioni A që kthehet prapa në pozicion A, do të qarkullojë në përdërmjetin e ardhshme. A i shikoni numrat, atë lexoj. Okay. Прашањето гласи: патничкото возило од позицијата А за да се врати назад во позицијата А ќе се движи по следната патека. Погледнете ги прашањата, спремете се, ќе започнам со одбројување, жири комисијата ќе ве следи. 3, 2, 1. Третата група се пријави. Тим В. Точниот одговор е 1, 3, 5, 7. Имаме точен одговор. Përgjigja e sakt. Го завршивме третиот круг од ова надпреварување. Ке им оставиме време на жири комисијата да се договорат да ги пребројат гласовите. Одиме со една кратка пауза. Може и во програмата може да биде пуштена некоја кратка песна и потоа се враќаме. Се враќаме повторно на програмата на Телевизија Плюс, остана уште наградите од ова наше денешно надпреварување. Но првин да ги поздравиме нашите денешни учесници, нивните ментори, секако жирито кој е одговорно за организацијата на овој настан. Сите сме нетрпеливи да ги дознаеме резултатите на денешното надпреварување. Првото место го освои браќа Миладиновци. Vendi i parë është për braќa Miladиновци. Бидејќи имаме поени кои што се бројат и од меѓуопштинското надпреварување, кои што влегуваат во ова денешно финално надпреварување. Второто место го има Наим Фрашери. Честитки за нив. Sepse i shumëzojmë edhe pikët për kuizët që i keni pas përpara në për shkollët të ndryshme dhe vendi i dytë është për shkollën fillore Naim Frasheri. И третото место е за учениците од училиштето Коча Рацин. Ви честитаме на сите бевте одлични, супер е што стигнате до финале, што го представувате вашето училиште. Сега би го поканиле секретарот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Ристо Манчев да ги додели пехарите на училиштата.
Комисијата ќе ги подели наградите, односно ќе ги додели до секретарот кој што ќе им ги даде на учениците. Добар ден на сите. Најпрвен сакам да ви се заблагодарам на сите учесници. Сакам да им се заблагодарам на организаторите за вложениот труд и на вистина квалитетната организација на квизнат преборот Биди безбеден. Нема да должам многу. Она што денес мене ми остави најголем впечаток тоа е големото прикажано знаење од страна на сите учесници, сите присутни и речиси да немаше ниту еден точен одговор од сите екипи. Така да сите учесници заслужуваат секакво внимание и поздрав. За да не ве задржувам, јас ти ги повикам представниците од групата кои што го освоија трето место, а тоа се учениците од основното училиште, ми се чини Кочо Рацин беше. Кочо Рацин, така е. Те молам да ја подигнете наградата. Значи, покрај малиот пехар, учениците добиваат и дипломи за покаженото знаење. И скромни подароци секако, а на крајот и ви го доделувам пехарот за освоеното трето место. Може да ги сликнеме некој, ако може деца. И секако се поканува и менторот Галина Глигорова Пешич, доколку е овде да се слика со екипата. Повелете? Може да се сликнеме со цела екипа? Благодарам. Сега ќе пристапиме кон доделување на дипломи и признанија за екипата од број кој што го освои второто место, тоест ако колку што се сеќам, тоа беше екипата на училиштето Наим Фрешери. Наим Фрешери, да. Дипломите? Повелете. Најпрво да ви го доделам пехарот, па дипломите и ќе направиме заедничка фотографија. Ја поканувам менторот Ѓултене Амиди исто така да повелет ова за вас. Менторот. Ако сакате само да се слика. Готови сме? Благодарам. Секако, сакам да ги поздравам и победниците на овој квиз, на квизот Биди безбеден. Тоа се учениците од основното училиште браќа Миладиновци и поканувам да ви го доделам пехарот. Ние ќе го замолиме секретарот да се сврти спрема камерите, бидејќи е завртен со грб. Благодариме. Така, благодарам. Доделување на пехарот, дипломите. Повелете дипломите. И го поканувам менторот. Ментор Љубиша Петковски. Честитки. Благодариме, честити за победниците, честити за сите ученици и наученото да го применувате секој ден во собраќајот. Јас секако се извинувам, имаме и поединечни награди,
поединечни награди за најдобрите поединци. Видете, јас ги носите. Најдобар поединец за општина Старо Нагоричане на квиз над преварот Биди безбеден е Никола Серафимовиќ. Ве молам Никола да дојде и менторот Жаклина презимето Стрига. Значи најдобар поединец за општина Старо Нагоричане Никола Серафимовиќ. Повели Никола. Честит ти Никола да бидеш безбеден учесник во собранието. Честит ти за менторот. Благодарам. Најдобар поединец за општина Липково е ученикот Рига Ибраими. Повикам Рига Ибраими да се појави. Одлично. Честит ти Рига и менторот. Честит ти професоре. Благодарам. Најдобар поединец за општина Куманово на квизот Биди безбеден е Анастасија Левковска. Ја поканувам Анастасија да се појави. Браво за Анастасија. Повели. Честито Александра и менторот. Не тука. Оте. Благодарам. Браво Анастасија. Да. Една слика да направиме. Благодарност до сите, она што е важно и во услови на пандемија, сообраќајната едукација на децата продолжува, а тоа е најважно заради нивната безбедност во сообраќајот сега и во иднина. Да каже нешто и жири комисијата, ви благодарам на сите за учество, на сите ментори кои што исто така ќе добијат соодветни награди за нивното учество. Благодарам на учениците за вложениот труд. Се надевам дека идната година ова ќе биде уште помасовно и уште поубаво направено, нели? Ви благодарам за учеството и се гледаме со уште многу вакви убави надпревари. СВР Куманово секогаш е тука за безбедноста на младите, на сите граѓани пред на младите, соработката наша со Општинскиот совет за безбедност на сообраќајна патишта, кој што и го организира овој квиз надпревар и секако Републичкиот совет кој што постојано не поддржува. Ви благодариме. Ќе ве замалам за внимание да не проваѓаме пред камерите, да го одјавиме ова наше денешно надпреварување. Со доделувањето на наградите го завршуваме ова наше денешно, може слободно да кажеме, едукативно дружење. На учесниците уште еднаш ќе им честитаме за нивниот успех, а на вас ќе ви посакаме пријатен ден.